Почитувани представници медиумите, почитувани граѓани на општина Прилеп, денеска Советот на општина Прилеп ја одржа својата редовна 8-ма седница на Советот на општина Прилеп, на која што имаше повеќе точки од дневниот ред кои што се во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за ослободување на граѓаните на општина Прилеп, односно пензионерите жители на општина Прилеп, кои што за жени со навршени 62 години и за мажи со 64 години за ослободување од плаќање за градски превоз, користење на градскиот превоз од јавното претпријатие за просторно-урбанистичко планирање, секој работен ден од 9 до 11 часот, бесплатниот превоз за пензионерите. Секој работен ден од 9 до 11 часот, она кое што беше мерка па изборно ветување на градоначалникот на општина Прилеп господин Илија Јовановски. Ние како Совет денеска донесовме одлука, секој ден од 9 до 11 часот пензионерите ќе добиваат бесплатен градски превоз кој што го реализира јавното претпријатие за просторно-урбанистичко планирање. Одлуката стапува на сила веднаш кога ќе биде изнесена во јавното гласило, тоа е во законски оправен рок во рок од 7 дена. Денеска Советот ја донесе одлука за извештај за работата на Советот на општина Прилеп во претходната 2017 година и програма за работа на Советот во оваа текомна 2018 година. Советот на општина Прилеп денеска донесе го изгласа финансискиот план за работа на јавната општинска установа детска градинка Прилеп. Донесе планот Советот на општина Прилеп донесе одлука за одобрување на плановите за вработување во текомната 2018 година на општинската установа Дом за стари лица Киро Крстевски и Платник и јавната општинска установа библиотека на Борка Талевски. Денеска Советот на општина Прилеп донесе плановите програмите за напредок кој што бе напредок на јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп за одржување на градските гробишта, за користење на јавните зелени градски површини, паркови зелени во градот. Знаете, тоа се редовни процедури кои што доаѓаат до Советот на општина Прилеп се со на цел да се одобрат средства за работа на јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп. Денеска Советот на општина Прилеп беше сведок на крајното деструктивно работење на советничката група од ВМРО ДПМН. Те продолжија со нивното деструктивно работење. Јас како претседател на Совет на општина Прилеп неколку пати на секоја седница ги повикувам да работат во интерес на граѓаните на општина Прилеп, затоа што се платени од страна на граѓаните на општина Прилеп да работа во интерес и да ги заштитуваат нивните права и обврски, затоа што тие се изгласани и избрани од страна на граѓаните на општина Прилеп. Секој член на Советот на општина Прилеп добива 70% од последната просечна плата испратена во претходната година. Тоа значи дека секој советник добива околу 15.000 денари на доместок од граѓаните, месечен на доместок од граѓаните на општина Прилеп. Секој член на Совет кој што нема да присуствува на седницата го губи правото да добие на доместок оној кој што доколку присуствува на седниците кој што треба да го добие. Со оглед на тоа тие дека најавуваат дека го бојкотираат Советот на општина Прилеп, доаѓаат, се потпишуваат, тие добиваат на доместок во полн износ од 15.000 денари. Денеска како претседател на Совет на општина Прилеп ги повикав дали продолжуваат со бојкот, тие најавуваат дека ќе вршат бојкот на Советот на општина Прилеп. Тие не го бојкотираат Советот на општина Прилеп затоа што доаѓаат на седници на Советот на општина Прилеп, се потпишуваат на тие седници на Советот на општина Прилеп, со тоа тие го добиваат оној надоместок кој што законски им е предвиден. Доколку искрено сакаат и да бојкотираат Советот на општина Прилеп, ги повикав дали се откажуваат од надоместокот кој што го добиваат. Тие добиваат надоместок, се одобруваат средства од граѓаните на општина Прилеп, но никаков допринос не даваат во работата на Советот на општина Прилеп. Уште еднаш јас како претседател на Советот на општина Прилеп, како прв меѓу еднаквите тука избран, ги повикувам да се вратат да работат во интерес на граѓаните на општина Прилеп или крајно да се изјаснат дали навистина го бојкотираат на Советот на општина Прилеп или доаѓаат тука се со една цел да си ги добиваат месечните паушали кои што се издвоени од средства на граѓаните на општина Прилеп. Благодарам.